Метео Велес, 2 октомври 2018 година, некаде околу 12 часот и 15 минути. Директно телефонска линија со Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија, од другата страна на телефонската линија ја имаме метеоролог Костадинка Арцовска. Костадинке, добар ден. Добар ден. А вака, Костадинке, гледајќи ова видео анимација овдека пред мене, гледам дека Јонско море, јужните делови на Јадранот, Сицилија, со правец насока на движење на циклон, изразени грмотевици, некаде и поруни врнежи, према Албанија и западните делови на Грција. Дали може попрецизно да ни кажете ова, дали ќе се случува и во Македонија? Па да, оваа циклонска активност, токму таму кој што кажавте, е активна, таму ќе се задржи во наредниот период. Меѓутоа изгледа дека нема да се прошири кон подрачјето на Македонија, односно дека Македонија и централните делови на Балкан ќе се задржат на периферија на ова циклонско влијание. Значи ќе бидеме по-настрана што сте вели. Ете така, значи тие најинтензивни процеси сепак ќе се задржат западно од нас, најмногу до Албанија би требало и западните делови на Балканот, а во Македонија ќе се почувствува само слабо влијание и тоа во вид на некои слаби локални врнежи од дожд, кои што би можеле да ги имаме во овие попладневни часови, значи денес, и тоа во западните планински подрачја од земјава, како и утре во попладневните и ноќните часови, повторно ќе има слаби локални врнежи од дожд, главно во югозападните и западните делови од земјава, во однос на Велишкото подрачје, и тука не е исклучено да проврне нешто, значи со слаб интензитет утре во ноќните часови, меѓутоа тоа нема да биде како значајна појава сепак. Во однос на временската состојба, значи која што главно се преовладува во наредните денови, тоа ќе биде променливо облачно време, тоа би значило дека ќе има сончеви периоди, меѓутоа повремено ќе има изголемена облачност, но сепак во наредните денови би требало да се задржи главно суво време, а услови за врнежи од дожд најмногу, барем според денешните анализи, би имало во недела и во понеделник во попладневните часови. Костадинке, не би требало, барем според овие анализи, јас што ги гледам, не би требало да има негативни утрински температури, бидејќи ќе има и заоблачување, што се вели. Токму така, значи во наредниот период температурата како дневната, така и утринската ќе биде во рамките на просекот за овој период од годината. Тоа значи дека утринските температури нема да бидат многу ниски, најмногу поради тоа што да, ќе има некоја облачност и во ноќните часови, нема да биде претежно облачно, меѓутоа ќе има и облачност, тоа ќе условува да не паѓа температурата под нулата. Значи главно ќе биде во интервал некаде од 4 до 12 степени во наредниот период. За Велишкото подрачје тоа би било околу 10 степени утринска температура. Дневните температури, барем ова што ги гледам овие анализи, некаде може да се искачат на некои места и 25-6, можеби и 27 некаде. Значи од 19 до 26 степени е некој среден интервал, нормално со мали варијации од ден на ден. Меѓутоа за наредниот период тоа би било таа средна температура, зборувам за максималните вредности на температура. Така, значи сума сумарум променливо облачно, во секој случај нема да има некоја нагла промена, да не очекуваате граѓаните. Во наредните 10 дена не би требало. Така, Костадинке, јас ти благодарам и се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе се работуваме и ќе се слушнеме и ќе дадеме некоја попрецизна прогноза. Благодарам. Ви благодарам и вам. Метео Велес.